Како што веќе најави, со мене во студиото е началникот на Генералштабот на армијата на Македонија Методије Величковски. Ви благодарам што сте денеска со нас. Попладнево ја видовме свеченоста и упатувањето на поканата за прием во НАТО од страна на Столтенберг. Само ќе кажам дека тој рече дека почнуваат детални подготовки и преговори за влез во НАТО, стабилен демократски простор во регионот. Заради тоа престојат динамични преговори, тој вели, и дека и заедно со премиерот Заев порачаа дека ова е ден за славење. Ако прашаме, ова се и политички пораки, меѓутоа во каква состојба е армијата, со оглед на тоа што многу брзо ќе се случи да дојде тимот кој ќе ги отпочне овие преговори и оние технички проверки кои што ќе се случат и во Министерството, односно во армијата. Па во каква состојба е армијата? Добро вечер. Најнапред дозволите да заблагодарам на интересот кој вашата куќа и ви лично го пројавувате за армијата на Република Македонија и одбраната воопшто. Краток одговор, како што веќе сами знаете и јавноста знае, оваа година армијата на Република Македонија и Република Македонија го започна 18-тиот циклус на така наречен циклус на членство во НАТО, така да сум повеќе од убеден дека сме подготвени. Секако доаѓањето на тимот за преговори ќе отвори некои прашања, верувам пред се административни, кои сигурен сум дека до сегашното искуство, знаење на припадниците на армијата и Министерството ќе одговориме на сите предизвици. Во Брисел, како што најавив, е нашиот тим од топ тема на ваша страна Сања Васич и Боби Христов. Сања, ова е ден за славење. Рекоа и премиерот Заев и Столтенберг најавија дека и славење ќе се случи. Меѓутоа, еве, ако направиш одреден сублимат, кои се пораките, кои се обврските и што и престои на Македонија и на политички, но пред се, со оглед на тоа што го имаме и началникот на Генералштабот во студиото, обврските на армијата? Да, Жане, Столтенберг рече ова е ден за славење, но престојат тешки месеци. Што значи дека треба да бидат донесени тешки одлуки, мислејќи дека во Македонија треба да се проведе референдумот и да се направат измени на уставот. Оној ден пак што ги опфаќа пристапните преговори или процесот, тие овде во НАТО не сакаат многу да ги нарекуваат преговори, затоа што асоцираат на преговорите со Европската Унија. Она што ги разликува, што се многу полесни, покусо траат и се однесуваат нели на делот пред се на армијата, одбраната, меѓутоа има и еден дел кој НАТО понатаму ќе го следи, од како ќе почне дури и ратификацијата, дури од како Македонија ќе стане членка, тоа е спроведување реформите во повеќе области, одсуство, економија и така натаму. Но она што сега ќе се случува, ќе дојде практично пристапувањето почнува веднаш. Тоа го соопштија денеска и тоа значи дека тим на НАТО ќе дојде крајот на јули да направи први оценки во каква состојба се институциите, армијата, администрацијата, како што кажа гостино во топ тема, а пристапувањето, односно преговорите, целата постапка почнува некаде на есен, најверојатно во септември, која ќе раководи висок представник, еден од замениците на Столтенберг, Алваро Гонзалес, кој неодамна беше во посета на Македонија. Во овие преговори практично ќе се усогласуваат некои документи, така да поголем дел ќе биде административен. Она што ќе очекува Македонија е да ги постигне стандардите на НАТО во армијата. Тоа ќе оди постепено и тој процес исто така ќе го раководи детално НАТО. Споменавме во каква состојба е армијата и затоа веројатно тоа изгледа потежок дел. Она што е нели административниот дел веќе се работи. Ние имаме најголем број на акцијски планови, комуникацијата со НАТО е многу поголема, така да ќе тој дел се очекува полесно да помине, со тоа што во меѓувреме Македонија треба да ја зајакне значително својата мисија во НАТО. Тука само има неколкумина представници заедно со амбасадорот. Таа мисија треба да се зголеми на околу 30 луѓе. Исто така, од армијата воен персонал треба да дојде во Македонија, во воениот дел на НАТО. Тука исто тие очекуваат околу 30-40 луѓе. Сите тие ќе работат на реформите во одбраната и приспособувањето и адаптирањето на
стандардите на НАТО. Она што овде го брифира дипломати во седиштето на НАТО е дека од Македонија нема да се очекува покрај оној трошок и редовно плаќање од околу 2% од БДП, што за Македонија ќе изнесува околу 1 милион евра годишно, ќе треба да се вложува и во армијата, меѓутоа нема да се очекува да се купуваат авиони или не знам каква многу скапа опрема, туку се оди на друг принцип да се специјализираат делови од армијата и токму таму каде што е Македонија најдобра, каде што најдобро се покажала досега. А од друга страна, како членка на НАТО, тоа би била придобивка веќе што ќе се почувствува, небото над Македонија ќе го чува авиацијата на НАТО. Така да тука нема да се инвестира. Најверојатно ќе се инвестира во оние специјални сили кои се покажаа најдобри во Авганистан и се многу познати овде во НАТО и имаат навистина многу добра репутација, така да најверојатно ќе се инвестира во нивна на тамошна обука. Тоа се некои детали што ги откриваат од овие пристапни преговори. Тие би завршиле негде конкретно годината, ако оди се како што е испланирано со референдумот, уставните измени и потоа ратификација, ќе биде подпишан пристапен протокол, тоа се подпишува во НАТО и тој оди на ратификација во сите земји членки на Алијансата, така да идната година Македонија би можела да стане членка на НАТО. Многу повеќе детали дознав од разговорот со Джеймс Мекеј, тој е шеф на Евроатлантско и глобално партнерство во НАТО и токму тој ќе го проводи тимот што кон крајот на овој месец ќе дојде во Скопје. Па предлагам да го видиме разговорот со него. Mr. McKee, when the negotiation process with NATO will start, actually? Well, yesterday the Allies took an important decision, which was to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to begin accession talks with NATO. And so technically the process has actually begun yesterday. This is a decision that the Allies have taken in order to move the country towards membership. We expect in the next weeks even to send a first team down to begin detailed discussions with the government about how the process is going to run. And then the main part of the process will begin in the autumn period. But the technical start of the talks will even be in July. What will be the cost for Macedonia? Macedonia's membership of NATO. So can you tell us, comparing with other countries, how much it will cost Macedonia? Well, we have a formula within NATO to determine how much a country needs to pay in order to be a member. And we don't know the exact number yet for your country because that's part of the process of discussing it. If we look at other countries that are of similar size and also in terms of GDP, I would say that I believe that Montenegro is around 1 million euros per year is the cost of Montenegro's membership. So given that your country is about this, maybe a little bit larger, I wouldn't expect it to be too much more than that. But that's sort of one part of it. How much do you have to pay to be a member of the NATO structures? But it's also just as important to ensure that you have an adequate level of defense spending. And that's really the main cost of being a member of NATO, is ensuring that you have good, prepared defense forces that meet NATO standards. So that's where the primary cost comes. So Macedonia has already declared the government that they will spend how much for defense in the next year. We've heard the Prime Minister say that your country intends to meet the NATO pledge, which is to achieve 2% of defense spending by 2024, which is the NATO target, which NATO has set for itself. So the country is already working towards acting like an ally in terms of ensuring an adequate level of defense spending. Can you tell us how this accession procedure will go on? What are the stages and what should be done? Sure. Well, what we'll do this autumn in particular is look at all of the different aspects of membership of the country. So we'll look at how much in detail, how much will it cost to be a member, what will be your expected contribution. As I said before, it's based on GDP or gross national income, and we expect it to be about similar to what Montenegro has to pay.
We also look at, have you signed all of the relevant treaties and documents? And then we also talk about the reforms that your country is undertaking and what the commitment is of your government in terms of continuing those reforms during the accession process and also even beyond accession. And so those talks will take place throughout the autumn, and we expect to have them completed based on past experience in about 5 or 6 months maximum. And what is the next step? The next step after that will be to sign the accession protocol. Once we've completed the talks, we'll sign the accession protocol. That protocol is then sent to all of the 29 current NATO allies for ratification. When all 29 of them, through their national procedures, have ratified it, we then send it back to Skopje, and we get your country to ratify the accession protocol, and then you become a member of NATO. Are there any countries, any members of NATO who have any concerns about the reforms and if Macedonia is ready? So maybe we could wait more longer for ratifying this protocol for Macedonia, and that should delay the membership. Well, I think the most important thing is that we've unlocked the process of your country becoming a member of NATO, and the name agreement has really set the stage for unblocking of this process. And so that's sort of the primary focus of our efforts right now is in the context of the accession talks, we will also be looking at the implementation of the name agreement as well in both Athens and Skopje. And once the name agreement has been implemented, we'll be in a position to sign the accession protocol. In terms of reforms and the process forward, I think that we've already seen a lot of good progress in the last year in terms of the reforms that have been undertaken. NATO and the EU discuss regularly or speak regularly about how the process is going in Skopje and what we as NATO and the EU look for in terms of being able to deliver on reforms. I think that during the process of accession, what we will do is we'll have detailed discussions about each of these areas. But I don't expect that there will be any delays in terms of the approval of the protocol, because the accession talks are quite detailed and quite intensive. So we will ensure that the government understands exactly what it needs to do and what is realistic to do in the existing timeline that we have. But I think it's also important to note that NATO asks for those reforms to continue during the accession process, but also beyond the accession process, because we understand that reforms are not just accomplished in a day. It takes many years of difficult labor in order to enact reforms. And so, but it's different when the country is a member. Yeah. In the end, we should supposed to have a referendum in September, in October, which is a big issue in Macedonia. But also there are some challenges, maybe some interference of foreign countries. Russia is against Macedonian membership, and we saw what happened in Montenegro. Will somehow NATO help of preventing such interference? Well, I think it's really important to restate the fact that it's the sovereign right of every country to choose its own path. Countries should be free to choose whether they're a member of NATO or whether they're not a member of NATO, and that shouldn't be the subject of outside interference. And I think that's an important statement of principle that we need to make. And I think what's also important to note is that the former Yugoslav Republic of Macedonia has a sovereign right and a sovereign government that has control of the situation within its national territory. So we will certainly work with the government in Skopje in order to make sure that we share our best practices and that we talk about sort of the information that needs to be put out. And I think NATO's main goal is to put out sort of the truth of what's happening, the facts. We try and be as transparent and open about this process as possible, because that's a principle of what we do, is sort of accountability and transparency is important to us. So we'll certainly work closely with the government in Skopje to discuss with them throughout this process all different stages of what's going to happen. Thank you, Mr. McKee, for this interview. Thank you very much. Се враќаме во студиото. Ова беше интервјуто на колешката Сања Васич со Джеймс Мекеј, шефот на одделот за евроатланско и глобално партнерство на НАТО. Началниче, тој ги кажа политичките услови
она што треба НАТО да го направи сега прв пат, втор пат кога ќе дојде, како ќе се одвиваат преговорите и слично. Меѓутоа, она што е многу битно, особено за македонската војска, е буџетот. Денеска таму се разговараше и во овие денови на самитот, она што беше услов на Трамп, тој бараше и 4% да биде буџетот на земјите членки на НАТО што го одвојуваат за алијансата, па се постигна компромис да биде нешто над 2%. Меѓутоа, во Македонија нема ни 2% издвојување од буџетот. Милионот допрва треба да дојде ако станеме земја членка. Колку всушност пари имаше годинава или претходната година или во годиниве што изменува македонската армија, односно одбраната? Буџетот како стандард во НАТО е дефиниран на 2% од брутен национален доход. Она што, нажалост, мора да го констатирам и јавноста во Република Македонија знае дека минатите години, нажалост, буџетот за армијата, за одбраната и за армијата на Република Македонија беше отприлика на ниво од 1%. Со самите најави, минатата година е буџетот зголемен, со самите најави на министерката за одбрана дека буџетот прогресивно ќе расне, се со цел да го достигнеме бројката или лимитот, стандардот во НАТО, а тоа е 2%, и верувам дека тоа ќе се случи, со што ќе овозможи правилен развој, обука и одржување на борбената готовност на рамниште кој ќе биде потребно како земја членка на НАТО. Тоа на што најмногу се одразуваше? Например, ние сме правели истражувања и анализи. МВР добиваше зголемен буџет за сметка на одбраната каде што се намалуваше. Дури постоеа ставки во одредени делови во МВР, да речеме разузнавање и слично, каде што инорно се зголемуваа буџетите, кај армијата се намалуваа. Ако зборуваме со устата на обичниот војник, правиме прилози дека тие се жалат на немање на добра униформа, нови чизми, се жалат на исхраната и слично. Каде најмногу се одрази малиот буџет на армијата? Врвен приоритет на армијата на Република Македонија, како и на секоја друга армија, е одржување на потребното ниво на борбената готовност со цел да извршување на уставните задачи. Буџетот за армијата начално во НАТО земјите, така и кај нас, се дели процентуално и отприлика оди 50% од доделениот буџет оди за плати и за персонал. 30% оди за одржување и операции и 20% за опремување или набавки. Принципот кој го применувавме ние годините е доделениот буџет да се распределува отприлика во тој размер. Нажалост се случувало да минатата и предната година да заплати ни одат скоро 60 и може и повеќе проценти од буџетот, и после тоа за одржување и операции правевме анализи во Генералштабот и на сите нивоа на командување. Со средствата кои останаа мора да се одредат приоритети. Приоритетот, како што напоменав пред малку, одржување на потребното ниво на борбената готовност, и настојувавме, верувате, често пати со на работна импровизација да обезбедиме средства за армијата, а има трошкови во тие 30% кои се фиксни, а тоа се комуналните трошоци за погонски средства и горива, храна, и од средствата кои останува правевме приоритети. Приоритетите од година во година се менуваа, меѓутоа она што за буџетот за оваа година веќе планиравме да биде приоритет, а тоа е конечно да почнеме со набавка на униформи и чизми кои беа доведени во една критична состојба. Кога последен пат беа набавени? Или пак што ќе значи ова за војската? Набавките се вршеа во текот на минатите години, меѓутоа приоритет за армијата мора да се има континуитет во набавките. Така да една голема набавка која планираме да се заврши оваа година, за која спецификациите и рефератот е доставен во Министерството, тендерот е веќе објавен и очекуваме дека до крајот на годината успешно ќе се заврши и сите припадници на армијата добијат одеднаш по најмалку 2 комплети на борбена униформа. Меѓутоа, напоменав и предмалку, услов за одржување е да имаме континуиран процес на набавки, затоа што униформата која е работна облека за војниците кои одат на терен, на вежби, во мисии, е материјал кој подлежи на трошење. Така да ќе настојуваме во иднина да се континуитетот во набавките да обезбеди непрекинато обезбедување на униформи и основни потребштини за армијата. Кога сме кај набавките, армијата, ако ги одделиме Министерството за одбрана и Генералштабот, нема независен буџет. Набавките се одвиваат преку Министерството за одбрана. Значи ли тоа кочење на процесите со оглед на административните работи,
тендери, јавни набавки, процедура, хартија, а војникот на терен кога врне не му е јасно во канцелариите што се случува и не може да биде во една таква состојба кај што нема добри чизми или добра униформа. Колку тука има усогласување или не усогласување? Со настојувањата што ги прави Генералштабот во соработка со Министерството за одбрана, согласно законските одредби во државата, армијата нема независен буџет. Буџетот или средствата кои се доделуваат на армијата ги планира, меѓутоа согласно законот одговорен за реализација на буџетот, согласно законот за извршување на буџет и другите законски прописи е одговорноста во Министерството за одбрана. Она што принципот оди во пред секоја календарска година, согласно доделениот буџет, Генералштабот или армијата прават предлог план за јавни набавки во кое согласно предмалку напоменатите пари се прави приоритизација во кога ќе се одобри планот од страна на министерот за одбрана. Во првите 2 месеци во календарската година се изработуваат побарување или така наречени реферати за набавки кои се доставуваат до секторот за логистика во Министерството за одбрана. Од тој момент натака одговорноста, начинот на вршење на процедурите и финалната набавка согласно законите е во Министерството за одбрана. Колку време може да помине во целата таа процедура? Во месеци, па и години. Не може години за 100 годишен буџет, меѓутоа набавката на униформа не знам баш дали е секоја година. Видете, во скоро е укинато бирото за јавни набавки, меѓутоа она што ние настојуваме да се изврши сите овие години од формирањето на армијата на Република Македонија, сите гарнитури во Генералштабот или во сите нивоа на командување инсистираме да дојдеме до децентрализација на буџетските средства. Дозволете да го илустрирам со еден парадоксален пример. Еден командант на гарнизон, началното е команден батальон, државата му има доделено право на неприкосновено командување со една борбена единица, со борбена техника, транспортери, артилерии и сите потребни орудија, кои изразено во пари коштаат многу милиони. Парадоксот е тој што довербата која му искажана во правото на командување со луѓето и материјално-техничките средства не се одразува со децентрализација и давање на пари. Се случувало да командантот на батальон на некош за ситни поправки во касарната и така натаму нема средства да ги поправи, затоа што не е системот поставен така да се изврши финансиска децентрализација. Јас верувам дека сега со почнување на процесот на измени на потребните закони, ќе дојдеме во ситуација да се изврши децентрализација во делот на извршување на буџетот. Планирањето секако останува во армијата, меѓутоа делот на извршниот дел на извршување на буџетот. Дали е тоа и според НАТО стандардите или секоја земја членка си буџетира или располага со буџетот и неговото извршување согласно нејзините нормално постоечки закони? Да. Каква е праксата? Праксата е различна од ова во многу држави, меѓутоа во начално земено во земјите членки на НАТО го споменавме распределбата на буџетот 50% од плати кој е фиксиран трошок. 30% има случаи кога се децентрализирани од причини што армијата доколку се изврши децентрализација на извршување на буџетот ќе биде многу пофлексибилна во начинот на одредување на приоритетите зависно од заканите и во делот дали во календарскиот дел на годината или во заканите од опкружувањето. Дали ова прашање можеби што може да се дискутира во техничките подготовки за прием на членство за НАТО? Секако да. И со изработка на стратегискиот одбранен преглед кој скоро беше изработен во соработка со Генералштабот и Министерството, кој е усвоен од владата на Република Македонија, инициирани се една листа од закони кои цениме и насушна е потребата да претрпат измени, се со цел не само да добиеме 2% од буџетот, меѓутоа и сите процедури кои се во реализација на буџетот, како и други тактички или оперативни процедури, да бидат соодветни, за да може армијата да биде флексибилна, оперативна и интероперабилна со армиите на НАТО. Го споменавте 50% од буџетот одат за плати. Меѓутоа, еве, од до, колку ви се платите во армијата? Со оглед на тоа што генерално не се големи платите. Се слагам, платите се споредувајќи се со реалните трошкови кои ги имат војниците, кои да не заборавиме, ние веќе немаме редовна војска
Имаме професионални војници кои имаат семејство, кои живеат во сите населени места во републиката и потребите за одржување на социјалниот семејниот живот се поголеми него на редовните војници. Мора да констатираме со задоволство дека платите после долг период на време се покачени 10%. Она што армијата се соочува, како и другите сегменти во општеството, а тоа е ниските примања ги мотивираат младите луѓе и можеби некош ние војниците што велиме одредени критични војни авиациони специјалности да бараат алтернатива, нажалост напуштајќи на Република Македонија, одејќи во потрага за подобар живот изразен преку поволни Се месечни намалува ли примања. интересот на лицата кои сакаат да бидат професионални војници, наместо да се зголемува ако веќе влегуваме во Кој ќе се направи анализа како интересот за доброволно служење на војниот рек во командата за обука и доктрини во Велес, кој постои како законска категорија, можеме да констатираме дека се намалува интересот и од тие причини, ако можеме да користиме некој сленг за да бидеме интересни на пазарот на трудот, покрај многуте предности кои ги нуди војното занимање, ќе мора да се работи на подигање на стандардот и примањата на војниците се со цел да бидат мотивирани да се задржат во Република Македонија и нормално во редовите на армијата. Колкава е просечната војничка плата? Просечната војничка плата е во рамките на републичкиот просек, меѓутоа имајќи предвид дека војниците кои живеат одредени специјалности не можат да живеат во местата кај што работат. И еве ќе се посочиме со еден пример доколку еден војник, подофицер или офицер добие прекоманда од еден во друг гарнизон кај што можеби нема услови да патува на дневна база, средствата кои ги добива како месечен надомест или плата не се доволни за тој да плати стан, значи еден месец да живее во градот, да планира семејство и така натаму. Тој ќе живее во касарна или ќе патува од некаде, меѓутоа кога направивме паралела, колку пратениците трошат на патни трошоци, видовме дека трошат многу пари и без оглед дали се од едната или од другата партија, најголемата дискрепанција и разлика беше кога споредивме колку пак војниците трошат за одвоен живот, односно за патни трошоци. Често се случувало да не им се исплаќани на време средствата, некои минимални месечни средства се не стигнуваат ни до 4000 денари, принудени се да живеат во касарните, за да не плаќаат и за стан на една плата од 25.000 денари, ако да кажеме дека ако тој треба од тоа да плати 100 евра за стан, ако треба да плати за автобус за да си отиде дома, тој нема ништо да му остане од плата. И навистина разликите се големи. Дали покачувањето на буџетот од 2% ќе значи дека тие можат веќе да се надеваат навистина на попристојни плати, меѓутоа и овие трошоци не само да бидат исплаќани на време, туку и да се зголемат. Зошто не се изедначите со пратениците? За тоа ќе мора да ги прашате законодавците, меѓутоа Тие се тие што си ги носат законите очигледно во нивна полза, а не во ваша. Затоа што во согласно законските прописи припадник на армијата доколку нема организиран превоз до местото на живење и живее во гарнизонот кај што работи, го следува одвоен живот кој во висина од отприлика 100 евра за оженет припадник со семејство и верувам дека се недоволни. Се надеваме дека со самото покачување на буџет ќе се створат услови за покачување на платите како еден од главните мотивирачки фактори, како што и самите напоменавте, да се зголеми интересот за партиципирање во армијата и заснување работен однос кој нуди многу поволности покрај тежината на занаетот. Советува проекти, станови за припадниците на армијата, цели населби, очекувањата беа големи, ништо тоа не се случи. Сето тоа е одраз на издвоените средства за одбраната и за буџетот. Доколку државата одвојува 2%, тогаш верувате дека ќе има средства да се пополнат сите приоритети и сите потреби. Нажалост, мора да констатираме дека стамбеното обезбедување, кое можеби едно од најгорливите прашања на припадниците, е ставено на страна поради тоа што со години наназад не се издвоиле средства за да почне да се размислува. Имаше проекти за тој така наречен систем на живење како во големите НАТО земји или можеби во САД на принципот на бази, меѓутоа сето тоа изискува дополнително огромни средства кои нажалост досега не сме ги имали. Она што исто така е во однос на буџетот, напомена и колешката од Брисел,
зголемувањето на буџетот не значи набавување на секаква опрема, како што ќе текне сега на армијата на Македонија, си постојат стандарди по кои што треба да се раководите. Меѓутоа, ако пак збориме во однос на приоритети, што треба да се набави и што смее да се набави, освен овој дел што беше во однос на плати и се, што се приоритети во однос на опремата? Она што можам да кажам како една анекдота што ја споделуваме пред се со колегите од НАТО земјите, дека сите војници на светот се како млади момчиња во продавница за играчки. Сакаат се и сакаат веднаш. Реално кога ќе се направат приоритетите, верувате дека новите закани, ако до пред некој период сме зборувале за конвенционални, па неконвенционални, асиметрични, сега веќе зборуваме за хибридни закани, така да она што го напоменав и на почетокот, настојуваме самата организацијска поставеност на Генералштабот на армијата во соработка со Министерството за одбрана да обезбеди брзо прилагодување на новонастанатите закани. Согласно заканите се дефинираат приоритетите и ако веќе следиме тоа што се случува во модерно време, сајбер заканите кои стануваат не само модерен збор, туку реалност, наметнуваат тоа да почнеме да профилираме луѓе, да ги обучуваме, меѓутоа и мора да се опремуваат, имајќи предвид дека во денешно време можеби еден сајбер напад може да предизвика повеќе штета пред се за цивилното, меѓутоа и за армиските системи, отколку можеби во времето на конвенционалните закани што постигнувале поголеми војни состави. Зголемен буџет не значи по секоја цена набавка на ново оружје или пак на авиони, или пак на нешто што не соодветствува на големината на армијата на Македонија и незината профилираност во одредени родови. Сања веќе кажа, ако станеме членка на НАТО, небото го чува НАТО. Значи дека авионите кои сега се користат повеќе за обука, можеби нема да ги користиме во таа мера. Што друго ќе се избрише од списокот на трошоци, а нешто друго ќе се додаде и како? Со самата нова организацијска форматска структура која интензивно ја работиме и која до крајот на месецот согласно законот ќе доставиме до Министерството за одбрана, понатака Министерството за одбрана до председателот и врховен командант, предвидуваме покрај персоналната изработка и на материјалната формација. Сето она што е застарено, како што прашавте, ќе биде ставено надвор од материјалната формација и согласно процедурите ќе биде побарано од Министерството и од владата да се најде начин да се отуѓат, како што веќе ги споменавте авионите со кои ги се уште ги имаме ние, меѓутоа се надвор од материјалната формација и се предвидени за отуѓување. За приоритетите за купување секако ќе ни биде декларираните единици кои може покасно ќе ги начнеме во моветот, единици декларирани за НАТО водени мисии кои се приоритет во опремувањето. Така да обврските кои ќе произлезат од НАТО доделени на Република Македонија ќе го наметнат темпото и потребите за материјално-технички средства, вооружени системи и платформи кои ќе мора да ги набавиме. Секако во соработка со стратешките партнери пред се со САД работиме на еден проект на конверзија на калиброт на стрелачкото вооружување од популарно наречениот Калашников да преидеме на НАТО калиброт, тоа е 556, кој е процес кој е започнат и секако оди со добра динамика. Така исто ќе се однесуваме рационално врз на доделените средства кои ќе ни бидат доделени со буџетот. Веќе имате во војската, во Генералштабот и во Министерството за одбрана представници на НАТО кои работат заедно со армијата, со одбраната. Ќе дојдат и нови лица, веќе најави господинот. Што значи тоа? Значи ли работа во тимови? Практично што ќе значи тоа за армијата и за војската? Ако дојдат представници на НАТО, се подготвува стратегија или пак се проверува во кои сегменти ние сме добри, во кои сме лоши, прават извештај па тоа го поправат или како тоа практично ќе значи? Бидејќи политичките преговори и обврски ги знаеме. Референдум ако е успешен, ако се смени името, ќе станеме 30-та земја членка, односно ќе седнеме на масата на НАТО. Меѓутоа во воениот дел, со оглед на тоа што цело време не фалат, ама сепак ќе дојдат да не проверат. Она што самите го напоменавте во оведниот дел на разговорот, што значи подготовката на почетокот на преговорите и колку сме подготвени. Имајќи предвид дека ние со години веќе учествуваме во мисиите и учествуваме со наши припадници, пред се офицери и подофицери во различни штабови на НАТО, сигурен сум дека
тимската работа и она што е досега потврдено многу пати дека неспорно е квалитетот, обученоста и ефектите од резултатите на работата на припадниците на армијата. Секако тимската работа не ни е туѓа, ќе работиме со представниците на НАТО, меѓутоа сум оптимист за тоа што се однесува до критериумите кои требаше армијата на Република Македонија да ги исполни, тие се одамна исполнети. Верувам дека ова ќе биде само, ако може да кажеме, пеглање на ситните разлики кои ќе мора да ги направиме. Ги спомнавте мисиите, Македонија е во мисии од 2002-2003 од втора година и беа пофалувани, еве и Сања тоа го кажа, специјалните единици кои учествуваа своевремено во Ирак, потоа во Авганистан мисиите. Има одредени родови кои навистина алијансата ги смета за многу добри во армијата. Меѓутоа, сметате ли дека НАТО и влезот во НАТО ќе предизвика можеби реорганизација на некој начин, реорганизација не дека некои родови ќе се укинат, имаше најава дека ќе се укинат ренџерите, например, тоа не е тоа цел, тоа е вод, не е род, јас колку што знам или можеби грешам. Меѓутоа, дали ќе влијае тоа? Ако сме најдобри во специјалните единици, ќе се зајакнили таму? Или ќе се најдат инженерци? Или ако велите дека сајбер криминалот е опасност, и таму треба да се вложи и да се посвети внимание, за разлика од, не знам сега, пешадија или некои други родови, ќе има ли тука промени? Секоја држава членка на НАТО е пред се должна сама да обезбеди одбрана на сопствената територија. Исто така и Република Македонија и армијата на Република Македонија мора да развива и има капацитети самата да се брани. Уврските кои ќе се наметнат од членството во НАТО ќе наметнат, како што напоменавте, трансформација на дел единици, што впрочем во моментот и го работиме. Имајќи предвид дека трансформацијата разбираме не како дестинација, туку како патување. Заканите, за разлика од пред неколку децении, се толку динамични што барат еден константен процес на реорганизација и прилагодување на армијата. Напоменав, учеството во мисиите е високо ценето, нашите припадници се покажаа како доверлив партнер, се покажаа како војници достојни да служат со најдобрите, за впрочем сведочат и бројните награди и одликување кои им е добиено. За конкретното прашање со какви типови на единици или специјалности ќе учествуваме во следните мисии, процесот на дефинирање на силите или така наречени mission tailored за одредена мисија подразбира еден процес на генерирање на сили. Во тој процес на генерирање на сили се дефинираат единиците од сите коалициони партнери кои има потреба за успешно извршување на мисијата. После тоа се одредуваат носители за одредени делови, се работи секогаш за поголемите армии. Одлуката на секоја земја е со кои капацитети учествува. Факт е дека нашите специјални единици се повеќе од докажан партнер. Ние во моментот се подготвува и една инженерска единица за учество и распоредување со армијата на САД во една исклучително сложена борбена задача која се вика обезбедување на движење и маневар. И согласно потребите, следејќи го концептот на Smart Defense или паметна одбрана, ние ќе настојуваме да развиваме капацитети, а секако во генерирањето на сили и потребите за мисиите ќе проценуваме и одлучуваме со кој тип на единици ќе учествуваме во предметната мисија. Има неофицијално, не можам да кажам дека некој храбро излегол да каже пред медиумите, меѓутоа дека постојат одредени влијанија во однос на тоа кој се ќе се испрати во одредена мисија. Од мисијата значи повеќе заработувачка за еден професионален војник, дека постојат партиски влијанија, дека постојат притисоци и слично, независно која влада или која партија е на власт. Дали сте имале вакви поплаки и вие, како нивни предпоставени, или пак до вас стигнале притисоци и наредби политички, кои каде треба да се испрати и како се однесувате кон ова прашање? Секако дека Македонија е мала земја, армијата на Република Македонија е мала, соодветна на државата. Не е дека не сме ги чуле мислењата или некои суптилни поплаки за одредувањето во мисиите, меѓутоа, нажалост, до сега не може да излеземе со факти или тоа да го потврди. Некоја внатрешна контрола не утврдила такво нешто? Секогаш армијата на Република Македонија
и единиците. Во процесот на селекција имаме правилник кој настојуваме и верувам дека се држиме строго до правилникот и до критериумите. Она што го наметнавме да дадеме еднаква шанса за сите, не за да заработат сите исто, меѓутоа сите војници да бидат соодветно обучени. Во овие години откако ние учествуваме во мировните мисии, безмалку 4000 припадници имат изротирано во мисиите, што е скоро половина од нашиот активен состав. Критериумите мора да се исполнат, затоа што единиците не се праќаат на места било какви, се праќаат во реални мисии. Тешко е да се каже и можам да уверам дека она што го прави армијата и генералштабот, кога ќе се одредат кандидатите и се праќаат согласно прописите во Министерството за да се верифицират и пратат, настојуваме да биде фер, да добијат шанса сите и да одат само оние кои ги исполнили условите и критериумите. Сакам да го погледнем и интервјуто со Радмила Шекеринска, министерката за одбрана и потпредседател на владата, што го направи ја моите колеги во Брисел. Таа зборува за тоа што ја очекува Македонија во процесот на пристап на НАТО. Меѓутоа ме чуди што сте тука, не сте заедно со нејс. Делегацијата е побројна, а вие не сте таму. Зошто? На НАТО самитот присуствува државна делегација. Одлуката зошто началникот на генералштабот не е во состав на државната делегација, не би можел да го кажам јас. И сами знаете дека одлуката за прием е политичка и верувам дека одговорите се таму. Вие сигурна сум дека би отишле на денот кога свечено ќе би бидеме примени во НАТО и тогаш неизоставно мора да отидете. Или пак ќе зависи од државната делегација дали ќе ве покани? Па јас верувам во фактот дека ние ќе го поканиме НАТО кога ќе дефинитивно ќе влеземе. Еве да го видиме интервјуто со министерката Шекеринска за техничките подготовки и заштитата на класифицираните информации на Алијансата, за нејзините очекувања околу тајмингот кога Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО. Вие како министер за одбрана претпоставувам дека ве чека најголема работа. Што очекува практично Македонија во овој процес? Првиот тим дознаваме тука во Брисел, доаѓа веќе крајот на овој месец. НАТО тимот го очекуваме на крајот на овој месец и не очекуваме никакви изненадувања. Бидејќи клучните експертски НАТО тимови, ние ги пречекавме пред неколку месеци во Скопје, како дел од нашите преговори, разговори со НАТО. Знаеме дека ќе треба да се превземат чекори кои што ќе гарантираат дека класифицираните документи на НАТО мора да се третираат навистина како класифицирани документи и Македонија за нив мора да гарантира. Имаме одредени технички, разузнавачки критериуми кои што во релативно кус временски период можеме да ги завршиме. Многу често кога ќе го чуете зборот пристапни преговори, поучени од искуството во Европската унија, мислиме дека се работи за многу тежок, многу сложен, па и долг процес. Ова ќе крај кусо време, неколку месеци. Во прашање на НАТО, навистина периодот е кус неколку месеци и тоа е период низ кој што минала Црна Гора последна, предходно Хрватска и Албанија, предходно и сите други земји членки. Така што навистина се работи за чекори кои мора да ги превземеме, но нема да бараат ниту многу пари, ниту многу време. Тоа значи дека реално Македонија може да го почне процесот на ратификување на договорите за членство во НАТО веќе од почетокот на 2019 година. Кога вие очекувате да стане полноправна членка, доколку се разбира се исполни договорот за името? Доколку завршиме она што е наш дел од работата, мислам дека треба да си поставиме амбициозна цел и да бараме од нашите сојузници во НАТО ратификацијата да заврши во текот на 2019 година, за да можеме до крајот на годината или најдоц на 2020 година Македонија да биде полноправна земја членка. Меѓутоа, дури и пред тоа да се случи, практично со потпишувањето на договорот со НАТО, ние де факто стануваме земја која што ќе присуствува и ќе учествува во сите дебати. Тоа значи тука ќе седиме, Македонија ќе седи на иста маса. Уште од јануари, доколку целиот процес на референдум, на уставни измени биде завршен од наша страна,
Доколку сите овие технички подготовки ги завршиме, убедена сум дека тоа ќе го направиме. И без ратификација на пристапниот протокол од останатите земји членки. Да, од тој момент кога ќе биде изработен пристапниот договор, ние веќе ќе учествуваме во сите дискусии. Денеска, вие знаете, самитот во НАТО беше главната вест на сите светски медиуми. Се водеа тешки дебати и се носеа важни одлуки. Меѓутоа, многу подобро е да бидете во таа сала, да учествувате во дебатата, да влијаете на дебатата, отколку од надвор да следите каде ќе се движи светот. Тоа е онаа историска шанса која Македонија не сме овој пат да ја пропушти. За сето тоа да се прави, дали веќе имате подготвено тим, мисијата на Македонија во НАТО треба се зголеми на 25 до 30, имаме само неколку луѓе, тука уште 30 на 40 луѓе воен персонал. Дали се подготвени? Ние веќе почнавме одредени постапки за избор на персонал кој ќе ја зајакне нашата мисија. Во овој период од следни неколку месеци главниот фокус сепак ќе биде дома. Дома треба да ги направиме работите да бидат без било каква шанса за грешка, но еден по еден ќе ги јакнеме тимовите и дипломатскиот, меѓутоа и воениот дел. Македонија и без поканата покажа амбиција да ги пополни позициите кои што можеме да ги добиеме и во воената структура на НАТО, да го зголемиме нашето воено присуство, да го зголемиме влијанието. Кога не сте им пред очи, нема ни да мислат многу на вас. Така што тие ни беа планови дури и без поканата. Меѓутоа поканата само дополнително ќе ни ги забрза подготовките и ќе ни ја зајакне амбициозноста. И за крај, гостин во вечерашната топ тема е началникот на Генералштабот Методија Величковски. Зошто тој не е во Брисел и покрај бројната делегација, слушаме дека околу 40 на представници на владата се тука, но не и началникот. Денеска тука е со нас генералот кој што е воен представник на Македонија во НАТО и тој навистина од највисоко ниво како еден од генералите на Македонија е вистински представник и на македонската армија и на тој воен сектор кој што во НАТО веќе учествува во еден дел од операциите. Веројатно сите сакаат да присуствуваат на еден добар и позитивен настан. Благодарам за овој интервју, господи министерка. Благодарам и на вас. Еве, ова беа фрагменти од самитот на НАТО. Министерката кажа дека ќе се зголеми тимот присутен во Брисел, во мисијата на НАТО. Колку од тие луѓе ќе бидат воени представници или луѓе со униформа, што би се рекло? Имајќи предвид дека НАТО е политичко воен сојуз, така да и нашата, тако можеме да кажеме, делегација или кој ќе биде во составот на НАТО, од тие 30 на луѓе колку што ги спомна и министерката, јас очекувам дека поголемиот дел од нив ќе бидат воени лица, се со цел да бидат тој директен линк помеѓу седишто на НАТО и армијата на Република Македонија. Она што еве ја праша зашто вие не сте, таа кажа дека има таму представник, меѓутоа Македонија имаше и моменти кога немаше воен представник. Колку е битно навистина да се запази таа формула на присутност во НАТО, дека сета оваа работа факт е дека е политичка со оглед на тоа што ни предстои референдум. Столтенберг јасно кажа дека и приемот на НАТО зависи од тоа како на референдум граѓаните ќе се изјаснат во однос на промената на името, меѓутоа кога зборуваме за конкретните реформи и технички работи во армијата е битно да е присутна и војската. Исклучително е битно присуството на униформирани воени лица во НАТО, од причини што на одредени сесии или состаноци се има побарувања од одреден степен на сертификат или одреден степен на авторизација за дискутирање и носење одлуки. Така да уште еднаш потврдувам дека исклучително е важно и верувам дека
веќе споменатиот процес за селекција, отпочнување на избор и селекција на персонал кој ќе биде упатен во мисијата во НАТО, ќе допринесе да почнеме со дефинирање на кои се потребни распон на чинови и кој профил на луѓе ќе бидат упатени во Брисел. Вие, ваш врховен командант е председателот на Република Македонија. Меѓутоа, зборувавме претходно за буџетот. Буџетот зависи од Министерството за одбрана, од министерката, да кажеме. Исто така. Може би да имате двајца шефови, меѓутоа се наоѓате, верувам, некогаш во клинч, во една ситуација каде што мора да се оствари кохабитација помеѓу владиниот представник и помеѓу председателот. Како успевате да се справите со состојбите со оглед на политичките разлики по одредени прашања на председателот и на сегашната влада? А сте имали и претходни искуства. Не само во Република Македонија и во армијата на Република Македонија, тоа е секаде во светот, важи принципот на едно старешинство и субординација. Согласно законот за одбрана, прв предпоставен на началникот на Генералштабот по хиерархија е председателот на Република Македонија и правото на командување согласно законот и непосредно командување со армијата се врши преку началникот и соодветните команданти. Факт е, како што нафидате, дека влијанието на буџетот се остварува преку министерот за одбрана. Она што е искуството во Генералштабот или во армијата, дека настојуваме да не навлегуваме во области или делови кои не се надлежност на армијата. Како што го почнеме разговорот, врвен приоритет на секоја армија е одржување на потребно ниво на борбена готовност, а тоа е интерес и на председателот и на министерот. Она што ние го работиме конкретно е да ги образложиме нашите побарувања, нашите идеи, нашите потреби и да најдеме на разбирање дека сето тоа се работи во интерес на граѓаните кои впрочем и одвојуваат средства од нивната работа за да може да функционираме ние како општествен подсистем. Кога рековте одвојуваат средства граѓаните за буџетот и на армијата, меѓутоа има едно прашање кое што го доведува и под едно неубаво чувство кога граѓаните ќе се запрашаат колку и до каде одвојуваат. Не зборувам за војската. Јас се сеќавам на претходните анкети, кога ќе го прашале македонскиот граѓанин во кого имате најмногу доверба, секогаш на прво место е војската во која имаат доверба. Меѓутоа се случи нешто да војниците, бидејќи се професионални по 45-та година или 40-та, не ме држите за збор, старост, веќе не можат да одговараат на потребите оние борбени и слично готовност и веќе се преориентираат да бидат префрлени во администрација. И тоа не се мал број на луѓе, се до нивната пензија. Можете ли да и одат на сметка на буџетот? Прашањето ми е, што работат тие? Каде се распоредуваат? Колкав е нивниот број? Дали се товар на буџетот на војниците? Не зборам на државата. И може ли да се најде подобро решение за овие луѓе, за и тие да не се чувствуваат неискористени, а и ние граѓаните да не се прашуваме што работат всушност тие лица? И до кога? Апсолутна вистина е дека сите овие години од независноста, армијата на Република Македонија е институција која ужива најголема доверба на граѓаните. Мора да напоменеме дека сето тоа е војнички кажано одработено на терен и граѓаните, пред малку напоменаме дека сме ние мала држава, мала армија, војниците, старешините живеат се нормални луѓе кои пријателуваат со роднини, со пријатели, посетуваат семејни веселби и неспорно е дека се дискутира што е тоа што го работи армијата. Горди сме на фактот дека секој доделен денар на граѓаните отчетно сме го покажале, дали во мисиите, дали на армиските полигони, дали во ситуации кога нажалост после непогодите во Полошко, во Скопско, армијата била таа која прва прискокнала да помогне на граѓаните и се доведуваме во ситуација кога секој еден граѓанин, веруете, дирлива беше сцената во Полошкиот регион кога армијата беше испратена инженерските единици да ги поправат урнатите мостови во Порој, да видите како дечиња од локалното население на војниците им носат од своите домови сок или кафе, војниците им возвраќаат со давање на нивната војничка маренда.
Така да самата доверба, блискост помеѓу граѓаните и сигурноста дека секогаш кој е потребно може да се потпрат на своите војници, на својата армија е она што во моменти кога можеби се наоѓаме пред многу предизвици не држат да истраеме во сето тоа што сме го намериле да го направиме. Со измени на законот и подигнување на старосниот лимит за служење во армијата на Република Македонија кај професионалните војници, што е до колку години сега? До 45 години. Согласно законските одредби, обврска е после навршување на 45-та година тие мора да го напуштат активниот состав на армијата. Согласно законските решенија, министерството, тоест владата, мора да изврши превземање на тие војници и распоредување во останатите министерства или органите на државната управа. Она што првичните анализи покажуваат дека во овој период се уште е мал бројот на војници кои го стигнале лимитот и кои се дел од нив веќе превземени во одредени министерства, меѓутоа дел се распоредени во подрачни единици на Министерството за одбрана и обврска е на раководителите на тие одделенија како ќе бидат работно и што ќе работат. Меѓутоа факт е дека во наредните години ќе се соочуваме со се поголем проблем со самото работење и изнаоѓање на можни решенија во стратегискиот одбранен преглед и интензивно се работи на тоа како одливот на војници кои се 45 години, кои поминале цела една кариера во армијата, кои не смеат да бидат оставени на улица, како најсоодветно да бидат ангажирани, дали во полицијата, дали во затворската полиција, судската, во Министерство за здравство и така натака, и верувам дека ќе бидеме креативни во изнаѓање решенија, затоа што сепак водиме сметка за своите луѓе и ќе водиме сметка за после завршување на активната војна кариера, како што очекуваме со нашиот влез во НАТО, после напуштање на армијата, секој припадник да има можност за така наречена втора кариера. На колку години ќе заминат во пензија тие луѓе? Во пензија, после напуштањето на активно состав на армијата, во пензија треба да заминат согласно законот за пензиско и инвалидско осигурување, тоест за мажите со 64 години. Па имаат многу да работат, нели, по одслужувањето практично на војската. Верувате, кога предмалку споменавме довербата која ужива армијата на Република Македонија во општеството, се работи за луѓе кои цела една кариера поминале во војска, каде што сите наредби се извршуваат точно, без поговор, квалитетно и на време. И јас верувам дека во сите други институции кои ќе бидат превземени, се работи за еден профил на луѓе кои се целата нивна кариера научени безпрекорно да ги извршуваат задачите и сигурен сум дека бенефитот ќе биде кај тие што ќе ги превземат. Имаше генералска смена на одредени генерали, имаше различни толкувања дали се тие под политички притисок сменети или се заради пензија, како тоа влијае на армијата и слично. Што всушност значеше за армијата генералската смена и дали навистина кога ќе биде променет некој генерал се менува заради тоа што не ги исполнувал задачите или затоа што некоја друга политичка партија дошла на власт или затоа што е поблизок или подалечен до председателот? Армијата како и секоја друга армија е жив организам. Армијата, рекоме, се базира на принципот на едно старшинство и субординација и услов за движење на луѓето во кариерата е померањето по вертикала и по хоризонтала. Она што не би го нарекол смена на генералите, имајќи предвид дека согласно законот ингеренциите за поставување на разрешување на генералите е во ингеренција на председателот и врховен командант. Поставувањето на помлади генерали на одредени позиции, верувам, убеден сум како и во секоја друга професија дека искуството кој го имат со веќе чинот генерал, меѓутоа и младоста која ќе донесат, посебно во овој момент на почеток на новиот циклус на трансформација на армијата, ќе донесе нова енергија во целиот тој процес. Ветува ли кадрот од академијата? Тоа е иднината на војската. Од една страна, немотивираните професионални војници, зборувавме за платите, може да ни се случи и старење на војската ако нема нови, а од друга страна, какви генерации, дали доаѓаат доволно квалитетни генерации за да можат овие предизвици од НАТО, па и ако станеме земја членка, да ги совладаат и да направат нешто повеќе?
Но видите, стара војничка вистина е не само во Македонија, секаде во светот. Вие не сте служеле војска. Меѓутоа, секоја генерација, како дојде постарите, секогаш велат кога беше во наше време. И секогаш нашето време било потешко, поодговорно и така натаму. Меѓутоа, верувате дека младите момци и девојки кои се во моментот на школување на Војната академија во Република Македонија, на која сме исклучително горди од причини што еден од светлите точки на делот Smart Defense или паметна одбрана и нашата војна академија од причини што на нејзе се школуваат офицери за потребите на 4 држави: Република Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, што е еден одличен пример како сето тоа може да функционира во една мала земја. Предноста е исто така што во еден од предизвиците во кои се соочуваат и НАТО земјите пред распоредување во мисиите, а тоа е разбирање на другите култури, разбирање на друг јазик. Така да она што 4 различни националности се на една академија само допринесува сите тие кои ќе бидат промовирани во првиот офицерски чин подпоручник, ќе имат веќе доволно разбирање за различноста на културите, верите или нациите. Искуството покажува дека младата популација не е само што се поблиски до паметните телефони или до интернетот, меѓутоа носи една нова енергија и можеби за разлика од постарите во состави погодени во армиите, многу полесно ги прифаќаат новите технологии, затоа што се поблиски. Многу побрзо се адаптираат на новите закани или тоест што рекоме на сајбер опасностите од причини што се раснати во време кога сето тоа е реалност. И јас имам потпуна доверба во младите кои се школуваат на академиите и младите кои се веќе млади офицери кои излегуваат од нашата војна академија. Тоа ќе илустрирам со еден пример. Минатата година ние извршивме ресертификација на нашата батальонска борбена група, имајќи предвид дека сме ние веќе 3 години во континуирана прогласена кризна состојба на јужната и северната граница. Кога правевме анализа во генералштабот и почнете команди кои требаше да го реализират реоценувањето и ресертификацијата, имајќи ги предвид буџетските лимитации, да не забораваме дека минатата година беше најнизок буџет, кај што дојдовме до 1%. Правевме анализа дали да влеземе во процесот на ресертификација или да, согласно тој концепт за оценување на оперативните способности, да го одложиме оценувањето. Застанавме цврсто на ставот дека ќе се натераме себе си до крајните лимити, меѓутоа оценувањето да го подготвиме и да го оцениме. Во самото оценување по тој концепт нема милост. Доаѓаат НАТО оценувачи, доаѓаат од чек-листи во кои се нема сентимент, се гледа дали се тие обучени, и верувате дека тие млади офицери и тие војници кои не би ги рекол немотивирани, како што рековте, врзани со платите, можеби не мотивирачка платата, меѓутоа кога ќе видите на какви напори, како креативно, како сериозно, како мотивирано влегуваат во целиот тој процес, и ние успеавме да извршиме ресертификација на батальонската борбена група, во која може да споредите дека во регионот еден исчекор за една мала држава, респектибилен, за многу ПФЛ. На крајот ние добивме оценка комбат реди или спремни за борба. Нажал, споредувајќи се со некои други држави, неблагодарно да кажеме дали сме ние подобри или не сме. Добро, ама да, моите информации било дека Словенија не го помина тестот. Не го помина. Причините сигурно си ги прават анализи во словенската армија, меѓутоа нивниот состав кој требаше да биде оценет е 800 луѓе. Ние минатата година на нашиот армиски полигон Криволак извршиме оценување на батальонската борбена група, на ренџерската чета. Тоа е исклучително комплексен состав. Ние поминавме со 1500 луѓе. И од тие причини на годишното реферирање за минатата календарска година на која присуствува која е редовна врска на началникот и реферира пред претседателот на Република Македонија и пред министерот за одбрана, имајќи предвид колку буџетски средства ни се доделени, континуираната кризна состојба, ангажирањето во санирање со природните непогоди, оценката на батальонската борбена група ја оценивме како најуспешна година која случајно се погоди со 25 годишниот јубилеј од формирање на армијата на Република Македонија. Сето тоа не може да го направат немотивирани луѓе, сето тоа не може да го направат исклучително способни, компетентни, сериозни офицери на сите нивоа на командување. Така да е само уште еден доказ довербата која армијата ја ужива кај граѓаните. Ги спомнавте ренџерите, дали тие ќе останат и понатаму во оваа форма каква што се или ќе се реорганизираат?
Трансформацијата, рековме, не е дестинација, туку е пат. Новите закани, да, ние од составот на ренџерскиот баталјон имаме декларирана една чета, која секако останува базенот на декларирани сили. Со самата трансформација, намерата ни е да на тој ренџерски батальон секако некој капацитет кој е доволно долго граден, нема да се откажеме, меѓутоа намерата е со самата реорганизација и трансформација на тој батальон да му дадеме способности кои се неопходни за новите закани и она што го предвидуваме како единици кои ви ги напоменавте, кои би евентуално биле декларирани за НАТО водени мисии или за потребите на НАТО кои ќе бидат дефинирани со нашето членство. Началнику, тука сте во работна, маскирна, не сте во свечена униформа. Можам да кажам дека јас и освен на денот на армијата не се сеќам кога сум ве видела во таа униформа. Зошто? Униформата, видите, јас во својата кариера со постојањето на должност на началник прв пат доаѓам на работа во генералштабот. Целата своја кариера сум ја поминал во борбените единици и имајќи предвид дека 3 години согласно собранието има прогласено кризна состојба на јужната и северната граница, согласно одлуката на председателот армиските состави се распоредени за испомош на единиците на граничната полиција на МВР и ценам дека самото прогласување на кризна состојба и обликувањето е најсоодветно врз на задачите и состојбата која е. Верувам и покомотно се чувствувате. Тоа секако. Да, Македонија веќе 3-та година има кризна состојба на јужната и северната граница. Што всушност значи тоа за армијата? Верувам дека трошоците се поголем број на персонал треба да испратите. Тоа треба да го оправдате нивно испраќање, да ги платите можеби повеќе заради тоа што таму се дежурни и слично. Не се знае, неизвестно е до кога ќе трае тоа, без оглед на тоа што се продолжуваше, што всушност значи, а смената е рутата на мигрантите и тоа што беше, меѓутоа еве во последниве месеци имавме неколку случаи на криумчарење на мигранти, сепак кои доаѓаат и покрај таа смената рута и немаме веќе товар на јужната граница. Што се однесува до состојбата на границата, дозволете да го наречем краток рапорт. Секако ангажманот на армијата на Република Македонија и како допринесе до хуман третман на мигрантите или бегалците кои во тој период беа во исклучително голем број. Во нашето ангажирање се со цел да и се помогне на граничната полиција, мигрантските рути или канали по кои влегува Република Македонија да бидат насочени и усмерени кон едно место кај што ќе бидат регистрирани, хумано третирани и овозможено да го продолжат патот кај што тргнале, тоа е кон северната граница и понатака во Западна Европа. Сами знаете дека ние со цел да ги заштитиме интересите на Република Македонија, кренавме и жичана ограда на јужниот дел на границата, не со намера да се браниме од мигрантите, него со единствена цел да се усмерат и канализираат кон безбедни точки на евиденција и пријем. Сакам да нагласам дека откако е прогласена кризна состојба, со неколку колеги началници сме ја посетиле јужната граница, како и од началници од Вишеградската група, мора да напоменам дека брзината со која армијата на Република Македонија постави жичаната ограда допринесе да целиот тој мигрантски талас биде усмерен онака како што треба. И имајќи предвид тактиките, техниките и процедурите кои ги применуваме на границата, сами напоменавте, мора да се прилагодуваат на тактиките, техниките и процедурите кои ги применуваат мигрантите. Досега трошокот е, како што напоменавте, голем. Нажалост, ние не сме добиле дополнителни средства заради потребите на нашиот ангажман. Ниту добивате донација, ниту не може. Тие пари се парите од буџетот и колку и да трае ова состојба, тоа е тоа. Тие парите, да, секако се од парите на буџетот и онака, како што почнеме разговорот, дека во одредување на приоритетите, секако приоритет е заштита на државната граница, која не е обврска на армијата на Република Македонија. Меѓутоа, ние се надеваме дека мигрантите како талас или како канал или како рута ќе бидат ставени во контрола, меѓутоа, нажалост, проценките колкав број на војници ќе биде ангажиран на границата, го правиме заедно и врз на резултати од интерагенцијска соработка помеѓу ресорните министерства, МВР, Агенцијата за разузнавање
и согласно проценките и информациите кои добиваме, така и го димензионираме бројот на војници кои ангажира на границата. Меѓутоа, МВР се тие кои што по правило треба да се грижат за границата. А кога станува збор за мигрантите, поради зголемената кризна состојба, вие сте на првата линија, потоа доаѓа тој појас од МВР. И тука секогаш е тој однос на војската и полицијата, дека тие се во наводници, да речам, привилегирани. Кога зборувавме за буџетите, кажав дека тие имаат повеќе пари, ним им се купи повеќе опрема. Дали ќе издржите како војска во однос на мотивираноста во една ваква состојба? Секако дека ќе издржиме. Секако. И Она што не би сакал да навлегувам и некоректно е да ги споредуваме буџетите со другите институции. Може би некогаш лимитирачки фактор за војници не само во Македонија и секаде во светот е дека секој војник по добивањето на задачата во определената зона и доделените ресурси, задачата мора да изврши точно, квалитетно и на време. И ние се бавиме само со тоа. Секако дека споредувајќи го бројот со почетокот на кризата и времето кога ја подигавме оградата е драстично намален. Меѓутоа, согласно информациите кои ги добиваме, имаме разработени планови за нараснување на бројот на војниците согласно укажаната потреба или загрозувањата на границата. Началнику, некако сите овучи во следниве месеци ќе бидат вперени во нас во однос на промените кои што треба и технички да се случат можеби во армијата. А ако земеме во предвид дека во 2008 вие не знам на која позиција сте биле тогаш кога требаше да не примат во НАТО во Букурешт во армијата? Во 2008 година бев заменик на командантот на првата механизирана пешадиска бригада во Штип. И се надевавте дека уште тогаш можеби ќе биде Македонија во НАТО, меѓутоа се случи политички тоа што се случи. Сега сме 2018 година и повторно се зависи од политиката. Меѓутоа, верувате ли дека Македонија навистина треба да го добие тоа признание што и е дадено на армијата, меѓутоа не и официјално. Вие кажавте на почетокот дека сте подготвени, дека армијата е подготвена, дека тоа скенирање ќе почне, меѓутоа немате дилеми, дека успешно ќе го завршите. Сметате ли дека овој пат армијата навистина ќе може да добие потврда? Знаете како е вашиот дел да го сработите, а потоа се останува на политичарите? Прашањето е комплексно и дозволете да го врзам некојаш со кога правиме анализи во генералштабот или со другите команди, дека навикнати на 1% буџет, дали ќе се снајдеме да ги потрошиме доделените средства доколку буџетот е 2%. И верувам дека ќе успееме во тоа. Поканата за НАТО, армијата на Република Македонија има заслужено и докажано во мисиите, во реалните мисии на терен, така да сум оптимиста, можеби имаме таа среќа да навистина годинава како што е редот да го ефектуираме членството во НАТО. Ви благодарам за ова интервју и што бевте гостин во топ тема на ваша страна во денот кога Македонија доби покана и следуваат технички подготовки за скенирањето на состојбите за прием во НАТО. Благодарам што бевте мои гости. Благодарам поканата. Ова е крајот на топ тема на ваша страна, која вечерва имавме комбинирано, дел со извештаи од Брисел, дел од овде во студиото. Останете со програмите на Телма.